И наредниве минути во Македонија наутро ги посветуваме на учениците. Институтот за човекови права неодамна спроведе анкета на тема булинг и дојде до многу загрижувачки податоци. Од анкетирани 995 ученици и 255 наставници за тема булинг, односно говор на омраза и дискриминација, речиси 2/3 од анкетираните ученици во средните училишта во Скопје сметаат дека има врсничко насилство во нивното училиште, а околу 1/3 биле жртви на некоја форма на врсничко насилство во изминатата година, и тоа најчесто на социјалните мрежи. И мнозинството испитаници сметаат дека само мал дел од булингот се пријавува. Учениците сметаат дека говорот на омраза најчесто го има на социјалните мрежи и во изминатата година околу 1/4 од нив биле изложени на некоја форма на омраза. Каде треба да се впери прстот во однос на одговорноста и колку општеството толерира и поттикнува булинг, се само дел од темите кои што ова утро ги отвараме со Давид Тасевски, психолог и супервизор во линијата за позитивно родителство. Добро утро, Давид, добре ни дојдовте во Македонија наутро. Една од темите за која што многу се зборуваше изминативе денови откако беа објавени резултатите, иако до пред 10-15 години, да речеме, доминираше физичкото насилство, децата сега наоѓаат најразлични начини да се повредуваат меѓу себе, зачудувачки лоши резултати има за тоа што се случува во училиштата. Па за мене не се зачудувачки, искрено, заради тоа што 9 години работам во поле на насилство по сервис и ние сме општество кое што нормализира насилство, поттикнува насилство, не се справува со насилството, така што овие бројки не ме зачудуваат. Давид, каде треба да се впери прстот во однос на одговорноста? Колку општеството кај нас поттикнува и толерира булинг? Па како што кажав, генерално поттикнува насилство. Имаме исто загрижувачки бројки во однос на семејното насилство. А децата раснат во тие семејства и така што очекувано е дека булингот ќе биде исто така практикуван, односно булинг, да кажеме, за оние кои што не разбираат, можеби од постарите генерации, пошто е модерен збор, значи меѓуврсничко насилство, насилство помеѓу децата. Така што доколку децата гледаат насилство психичко, физичко во нивните семејни системи, не е далеку од памет дека ќе го практикуваат истото и со нивните врсници. Целта на денешниот разговор е од една страна да видиме од каде се поттикнува, од друга страна да им помогнеме и на учениците, и на родителите, како да се справат со ситуацијата. Препознавањето на булингот е многу важно во целата приказна, бидејќи булингот не би требало во принцип да се споредува со ситуациите кога децата играат меѓу себе и се задеваат. Станува збор за сосема поинаква ситуација. Како да се препознае дека детето е жртва на булинг? Како детето да препознае од една страна и од друга страна како родителите да препознаат низ однесувањето на детето? Прво, како детето да препознае е многу важно тоа што го спомна за нели дека постои разлика помеѓу булинг и таа игра. Имаме прво од страна на родителите, ве се сеќавам јас додека раснев, можеби уште понормализирано беше насилството и булингот и не се зборуваше, не дека го немаше порано, сега повеќе се зборува на темата. Имаме од страна на возрастните често нормализирање како ај нормално е. Нели во таа возраст нормално е тоа да се случува, меѓутоа како децата да го препознаат сето она однесување кое што им предизвикува немир, кое што им предизвикува да се чувствуваат непријатно, веќе е булинг. Заради тоа што сите имаме сопствени граници нели на наш приватен простор и доколку децата се чувствуваат загрозено подолго време, значи дека се жртви на булинг. Сега како родителите да го препознаат тоа, прво е важно реакцијата на родителот. Исто така, пак ќе тргнам со пример, сите сме сведоци на ситуации во паркови, дете ќе падне од лулашка или нешто ќе му се случи и ќе дојде родител ќе го истепа. Да. Значи, дополнителна казна има, за разлика од едни други општества погоре, каде што воопшто не реагираат, тоа го сметаат како начин на учење на детето преку грешки. Сега, како да препознаат родителите, зборуваме за оние ситуации кај што, еве да речеме, физичко насилство може да има скината облека, модрици на телото,
тука исто мешано булингот во однос на по социјални мрежи, психолошко вознемирување на училиште. Психолошкото потешко се препознава, веројатно. Меѓутоа, тоа ќе го препознаат исто и физичкото. Ова ќе биде реакција можеби мешана за сите форми, е некоја вознемиреност, потиштеност, кошмари можеби да му се појавуваат навечери. Многу е важно како ќе пристапи родителот на детето за да дознае нели што се случува и колку родителот од претходно имал отворена комуникација со детето за тоа дете да се чувствува слободно да сподели. Давид, децата знаат да бидат неверојатно јаки во навредувањето, од друга страна има деца пак кои се навредувани и дискриминирани и тие немаат некои големи можности за одбрана. Споменавме дека препознавањето е клучно за да може да се охрабрат децата да реагираат, но голем број на родители не знаат како да постапат, па понекогаш дури забележуваме и нормализирање и минимизирање на она што му се случува на детето и тие најчесто го оправдуваат тоа како детска игра или како нешто што мора да се помине во училишните денови, при тоа го охрабруваат да се брани, што му создава на некој начин дополнителен притисок на детето. Да. Го имаме и тој момент, убаво што го спомна, нели, прво е очекувано кај родителите да се појави тоа чувство исто на вознемирено, заради тоа што се работи за нивното дете. И веројатно во некоја ситуација тие тргнуваат да го поттикнуваат детето да се брани, а во пракса тоа ќе му создаде дополнителен притисок. Заради тоа што веќе е булирано во училишната средина и доаѓа дома во една друга средина кај што би требало да добие поддршка, меѓутоа на некој начин му се праќа порака дека не се справува доволно. Нели, брани се, ајде, застани за себе. Така што, за тоа кажав, пристапот на родителот е исто така многу важен во целава ситуација, а што се однесува до децата, тоа што спомнавме, често мета на напад се деца кои што се поразлични. Дали ќе имаат повисока телесна тежина, пониска, дали ќе бидат феминизирани, по-маскулини девојчиња. Значи имаме мета на напад, често се деца кои што се на некој начин поразлични и за жал она што го зборуваме програми, сеопфатното сексуално образование, кое што можеби на луѓето им представува отпор самото име. Меѓутоа тоа е една фантастична програма која што нуди заштита на децата токму на овие важни теми. Многу често кога станува збор за булинг, родителите имаат впечаток кои што имаат искуство за жал на темава дека тоа е борба со ветерници и дека останува се тука каде и да реагираат, како и да пријават, се завршува на никаква реакција. Како тука треба да и кои институции треба да бидат вклучени во преказната, образованието го споменавте вие како процес е многу важно да укажува на себе ова, да коригира, да менува. Да. Прво би требало нели да имаме доста ситуации, не би сакал сега да зборувам за тие ситуации кои што потврдиле институциите, кои што потврдиле самите училишта и подосна институциите како центрите за социјална работа, речемо. Меѓутоа, прво би требало да реагира класниот, наставниците кои што го забележуваат тоа, заради тоа што често тоа се случува пред нивните очи, а тие не реагираат. После се стручните служби во училиштата, педагог, психолог, и понатаму, доколку во некоја непосакувана ситуација булингот продолжи, детето не добие никаква заштита, тука треба да се вклучи и Центарот за социјална работа. И сега сите сме свесни дека реакцијата на институциите понекогаш најчесто знае да биде и многу бавна. Како во меѓувреме да го излечеме детето од една ваква ситуација? Јас би ги поттикнал родителите, иако во јавноста се создава во последниве години има некоја антиневладина кампања да ги користат исто ресурсите од невладините организации. Јас 9 години работам во невладини организации, нудиме исто поддршка, заштита и прилично сме гласни во притисокот кон институциите кога потфрлаат. Така што доколку се чувствуваат дека веќе не може да се справат и дека самите институции не реагираат, нека реагираат тие што е можно побрзо со алтернативни мерки и организации кои што нудат заштита, заради тоа што долготрајниот ефект врз детето, доколку не постапиме, може да биде фатален. Сосема за крај, во однос на долготрајниот ефект, какви семејства и какви деца растат децата жртви на булинг? Бидејќи многу често знаеме да кажеме дека однесувањето знае да се повторува,
Какво е искуството? Па, тука ќе бидам краток, за жал тоа што го повторуваме, насилството буди насилство. А родителите исто така не треба да бидат исплашени во однос на тоа дека не знаат во некоја ситуација како да се справат, бидејќи кампањите што ги правиме во последно време и кампањата од УНИЦЕФ беше со насловот родителството се учи. Никој човек не се раѓа како родител и да знае што е тоа што треба да го направи, туку тоа е еден пат во кој што учиме како да се справуваме. Секако тука и линијата за позитивно родителство, на која што може да се обратат сите оние кои што имаат било какви дилеми, што се може да добијат на неа. Бројот уште еднаш? Да, супер. Важно е дека ја викаме линија за родители, меѓутоа не е само за родители. Може да се јават и баби и дедовци, старатели, имаме деца кои што се без родителска грижа, може да се јават и старателите кои што ги чуваат, воспитувачи од малите групни домови, исто така може да се јават наставници, доколку не знаат во некоја ситуација како да се справат. Поврзани сте вие со институции, како би реагирале, да речеме, доколку дојде случај на семејство кое што има проблем, чие што дете има проблем со булинг? Имате ли одврзани раце да алармирате до одредени институции? Секако ние постапуваме во случај на семејно насилство и во случај на буквално баш брутални случаи на семејно насилство каде што излагаме на терен. Сега, доколку оваа организација конкретно не го прави тоа, ние сме мрежа на организации кои што секој си работи некое свое поле. Сакам да кажам, има каде да се алармира. Секако, секако. Давид, благодариме за одвоеното време и за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Врсничкото насилство е сепак една актуелна тема за која што во континуитет се говори и треба да се говори понатаму, бидејќи јавното говорење е всушност првиот чекор со кој што може да придонесеме кон подобрување на оваа состојба, која што е навистина застрашувачка во секое општество. А добро е да имаме со колку да зборуваме отворено. Благодарам за гостувањето. Време е за вториот преглед на утринските вести. Еве што носат тие.